Ние имаме визија да бидеме современо европско училиште, со јасно поставени стратешки цели за квалитет во образованието. Училиште во кое учениците ќе се здобијат со трајни употребливи знаења, со креативни и практични вештини кои им се неопходни на младите за да можат да се носат со идните предизвици. Покрај редовната настава во последните години, посебен акцент во програмата на нашето училиште е ставен на воннаставните активности. Тие представуваат интегрално и мощно значајно подрачје во севкупната воспитно-образовна дејност на училиштето, со кое се задоволуваат и се развиваат индивидуалните интереси и способностите на учениците и се откриваат нивните скриени потенцијали. Според програмите на училиштето, последните години се планирани и реализирани голем број на воннаставни активности. Екскурзии, семинари, надпревари, манифестации, културно-уметнички активности, слободно ученички активности, спортски активности и општествено-комунитарни активности. Посета на Македонскиот парламент. Група од 20 ученици со професорката Димитровска Весна го посетија Македонскиот парламент за одблизу да се запознаат со неговата работа. Посета на отворениот ден на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Група од 5 ученици матуранти со професорите Георгиевски Сребран и Јанев Тони присуствуваа на презентација каде беа презентирани студиските програми на факултетите и условите и можностите за студирање на тие факултети. Повеќедневна завршна екскурзија за трета година на релација Венеција, Верона, Милано, Ница, Сан-Тропе, Кан, Ес, Монако, Монте Карло и други попатни градови. Најдобрите 10 матуранти на екскурзија до Шпанија, за која локалната самоуправа и градоначалникот на општина Делчево обезбедија 14-дневно патување низ Европа. Еднодневен кап на голок со учениците од прва година, за полесно да се адаптираат во новата средина и преку дружење да се запознаат меѓу себе, со своите класни раководители и со наставниците. Рекреативна, културно-едукативна екскурзија до манастирот Свети Илија село Цвегор, со цел дружење и запознавање на учениците преку активности во природа, планинарење, играње на заборавени спортски игри во природа, ликовни и музички активности. Дводневна едукативна екскурзија во Благоевград и Софија, прва група, организирана и финансирана од Фондацијата Бугарско сеќавање. Иста таква екскурзија во Благоевград и Софија, втора група ученици. Учениците од трети 2 клас ја посетија метеоролошката станица во Виница и училиштето Љупчо Сантов од Кочани. Еднодневна научна екскурзија до Скопје со поста на Археолошкиот музеј на Македонија, Македонскиот театар и спортската сала Борис Трајковски. Патување за Брисел и поста на Европскиот парламент, парламентариумот, како и други знаменитости на Брисел, организирана и финансирана од Фондацијата Бугарско сеќавање. Збратимување и поста на гимназијата Пољане од Љубљана, Словенија. Група од 18 ученици од трета година заминаа на 8-дневна посета на гимназијата Пољане. Планирана возвратна посета на учениците од гимназијата Пољане од Љубљана, за кои нашето училиште подготви 5-дневна програма со разновидни активности. Екскурзија со посета на цркви и манастири во Македонија, за ученици кои изведуваат проектна активност по историја на уметноста. Наши ученици учествуваат на интерактивен семинар роботика и дигитална технологија, кој се одржа во Струмица. Во надпреварувачкиот дел победи тимот на нашата ученичка Роберта Петровска. Семинар на тема предприемништво и високи технологии во Делчево, на кој учествуваа учениците од природно-математичкото подрачје, а медали за освоени места добија тимовите на Антони Цонев и Бојан Маринковски од нашето училиште.
семинар на тема Иновации, прогрес и дигитален свет, одржан во Варна, Република Бугарија, на кој учествуваа 8 ученици од нашето училиште, а учениците Цонев Антони и Дамјанов Кристијан добија награди за освоени места на одржаните надпревари. Сливијада 2018. Оваа година учениците подготвија ликовна колонија на тема пијаничка слива и штанд на кој се презентираа производи од слива изработени од прехранбената струка во училиштето. Великденска изложба. Учениците од прехранбената струка учествуваа во манифестацијата со свој штанд од украсни јајца, под менторство на професорката Јадранка Атанасова. Образовно рандеву 2018. Новаа манифестација која се одржа на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје, нашите ученици зедоа учествува во 5 категории: модна ревија, маркетинг план, интервју за работа, најдобра веб страна и најдобар штанд. Во категоријата најдобра веб страна, учениците Галабовски Христијан и Стојанов Кирил под менторство на професорката Јовевска Мара го освоија првото место. Во категоријата најдобар штанд, учениците од прехранбената струка под менторство на професорката Атанасовска Јадранка го освоија второто место. Исто така солидни успеси постигнаа и останатите категории, а под менторство на Бранка Андоновска доби пофалница. Организирана по повод патрониот празник во спомен домот Аснон под менторство на професорот Борче Христов. Хори оркестар. Во училиштето функционира училишен хори оркестар под раководство на професорот по музичка уметност Илиовски Слободен. Програма Младински локални иницијативи. Група од 10 ученици ја реализираа програмата за локален активизам Младински локални иницијативи во соработка со Сдруженијето Младите можат. Промоција на првата средношколска онлайн платформа. Тим од 4 ученика од нашето училиште зедоа учество на конференцијата на која се промовира првата онлайн платформа за средношколско учество Мој глас. Дизајн на новогодишен модел. Учениците од текстилната струка по повод на новогодишните и божикните празници изработија новогодишна креација под менторство на Мијалчова Даниела. Работилница на тема дебата. Во склоп со работните задачи на училишниот социолог Илиевска Наташа се одржа 3-дневна работилница на тема дебата, оспособување на учениците за дебатирање. Проект Здрава храна, со цел да се промени начинот на исхрана на учениците и на професорите од нашето училиште. Учениците од 4-та година изработија проект за промовирање на здрава храна и предлози како таа практично да се примени, под менторство на професорката Теушанска Лидија. Гимназијада Тетово 2018. Во рамките на оваа гимназијада учество зема и нашето училиште со 2 екипи. Ракомет машки под менторство на професорот Тони Јанев и ракомет женски под менторство на професорот Велковски Панчо, при што ги постигнаа следниве резултати. Ракомет машки 3-то место. Ракомет женски 4-то место. Ракомет регионален надпревар. Прво место за екипата од нашата гимназија. Спортски ден 2018. По предлог на училишната заедница се организираше спортски ден под мотото "Сите во спортска опрема, сите спортуваме", со цел промовирање на здравјето и физичката активност, рекреација и заедничко дружење. Преварите имаат значајна улога во развојот на личноста и учење. Преку нив се поттикнува и развива интересот од учениците кон одредена активност, мотивирајќи ги да вложат својот максимум за реализација на сопствените афинитети и вештини. Затоа нашето училиште континуирано вложува и обезбедува услови за учество на надпревари скоро по сите граници. На државниот надпревар по биологија Верица Ѓоргиева освои прво место под менторство на професорката Марина Синадиновска. Милена Начевска и Елеонора Трајанова освоија 3-то место под менторство на професорката Милица Ѓоргиева. На државниот надпревар по математика Иван Даневски освои 3-то место под менторство на професорката Весна Столовска. На Олимпијадата по математика тој исто така зема учество под менторство на професорката Весна Постоловска.
На меѓународниот надпревар по информатички технологии во Република Бугарија Благоевград, Стефан Димитровски и Иван Даневски освоија второ место под менторство на професорката Валентина Атанасова. Манифестацијата Месец на науката во областа хемија Сандра Милошева и Михаела Димитровска освоија второ место под менторство на професорката Стојка Даневска. На меѓузонското надпреварување во ракомет во машка конкуренција, нашиот тим од нашето училиште освои прво место под менторство на професорот Тони Јанев. Меѓузонското надпреварување во фудбал од машка конкуренција, нашиот тим освои второ место под менторство на професорот Димитровски Владко. Оваа учебна година надпреварите се уште во тек. И оваа година учество зедоа голем број ученици скоро по сите предмети. Македонски јазик и литература, англиски јазик, германски јазик, информатички технологии, програмски јазици, физика, хемија, биологија, географија, текстилна струка, модна ревија, прехранбена струка штант и спорт. На државниот надпревар по биологија, учениците Верица Георгиева, Ангела Евтимовска и Евгенија Пандова се пласираа под менторство на професорката Марина Синединовски. Исто така по биологија се пласираше и ученичката Милена Начевска, чиј ментор беше Милица Георгиева. По македонски јазик се пласираше ученичката Михаела Маневска под менторство на професорката Весна Соколовска. Евгенија Пандова се пласираше на државен надпревар по германски јазик под менторство на професорката Васка Пандова. И на англиски јазик учениците Трајковска Бојана и Гоцевска Моника се пласираа под менторство на професорката Дијана Атанасова. Михела Маневска и Ана Марија Симеонова освоја трето место по предмет хемија со ментор Даневска Стојка. Евгенија Пандова освои трето место надпревар физика, Стефан Димитровски освои четврто место на меѓународниот надпревар во Благоевград на информатички технологии со ментор Валентина Анастасова. Тимот ученици од трета година на меѓународен надпревар по Германија на германски јазик со ментор Васка Пандова. Матеја Златкова на математика со надпревар Олимпијада освои второ место со ментор Весна Постоловска. Две ученички од нашата гимназија, Роберта Петровска и Дончевска Марија, освоија стипендија за размена на ученици, со која им е возможно трета година да се школуваат во САД. Стипендијата е обезбедена преку ЕС програмата, која на избрани средношколци преку строг процес на селекција им овозможува една година да се школуваат во САД. Во рамките на општествено-хуманитарна работа на училиштето, училишната заедница и Организацијата на Црвениот крст на училиштето реализираат низа активности за развивање на чувства за хуманост, солидарност, сочувство, толеранција и почитување. Едукативни предавања за болести на зависност, обележување денот на гладта, обележување недела на солидарност, собирање парични средства за операции на деца, обезбедување карти за представи за ПХБ, организација на хуманитарна забава за набавка на новогодишни пакети за деца и други активности. Нека ни се множат успесите и во иднина, зашто наша ќе биде одговорноста за да го направиме светот подобро место за живење. Ви благодариме на вниманието.